Синдикатот за образование и наука не го прифаќа договореното помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија и владата. Причините за ова, според председателот Јаким Неделков, се следниве. Тоа што 2024 година воопшто не е планирано да има никакво согласување или зголемување на платите во јавниот сектор, значи од 2023 директно на 2025 усогласување што ќе биде од 2024 година практично инфлаторниот фактор ќе се земе. Тоа е едната работа, значи 2024 што станува непокриена и празна, а вториот фактор за нас како СОНК многу значаен, тоа што овие 10% се додаваат на сегашните плати. Ние од аспект на СОНК немаме никакво согласување за 2023 година во однос на порастот на минималната плата. Деновиве СОНК итно ќе разговара со ресорните министерства во изнаоѓање начин да се најде решение за нивните барања. Очекуваме овие денови да имаме сериозни преговори, доколку најдеме заедничко решение, односно доколку платите ни се усогласат, тогаш ќе договараме за општиот колективен договор. Меѓутоа, ако не се согласат, органите на СОНК ќе продолжат да работат, иако е летен период и одмори, ние работиме. Ќе донесеме соодветни одлуки кои што членството ќе бара од нас. Доколку разговорите тргнат во несекан правец за СОНК, дали е можно образовните работници септември да го дочекаат во незадоволство, односно дали виси 1 септември? Па се е во можно, се е во опција, се спаѓа во опција, така да јас сега првично не би сакал да се заканувам дека тоа ќе се случи, меѓутоа ако тоа членството од нас го бара, тогаш ние како раководство мора да го послушаме членството.